Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Здраво, здраво, почитувани! Штом го слушате мојот глас, значи сте подготвени за нова содржина од Елиезер. Ќе ве запрашам. Дали лесно се менувате, било тоа да е во вашето однесување или начинот на размислување? Сакате ли да влезете во Царството Небесно и да владеете? Во Евангелие според Матеј 18 глава пишува: Во тој час се приближија учениците до Исус и рекоа: Кој е поголем во Царството Небесно? И како повика Исус едно дете, го постави меѓу нив. И им рече: Вистина ви велам, ако не се повратите и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. Кој пак ќе се смири како ова дете, тој е поголем во Царството Небесно. Друг превод на овие стихови гласи: Ве уверувам дека доколку не се покаете и не станете како малите деца, нема ни да влезете во Царството Небесно. Најголем во Небесното Царство е оној што ќе се понизи и ќе биде како ова детенце. Во глава 20 пишува: Пристапи до него мајката на Заведевите синови, заедно со своите синови и клањајќи му се го молеше нешто. А он и рече: Што бараш? Таа му одговори: Заповеда овие мои два сина да седнат при тебе, едниот одесно, а другиот одлево во твоето царство. Исус одговори им рече: Не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ќе пијам јас? Или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Тие му одговорија: Можеме. И им рече: Чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам јас ќе се крстите, но да се седи од мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Таму ќе седнат оние за кои е приготвено од мојот Отец. И 10 штом чуја, нагодуваа против двајцата браќа. Но Исус, кога ги повика, им рече: Знаете дека кнезовите народни владеат над народите и управниците господарат над нив. Меѓу вас пак нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга, и кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Како што и синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи да ја даде душата своја за откуп на мнозина. And I know you're gonna do it. Greater and greater, greater and greater, greater and greater things shall I see, greater and greater. Greater and greater, 'cause I know I haven't seen anything yet. Greater and greater, greater and greater. Како пример за човек кој се променил, ќе го споменам апостол Петар. Првичното име му беше Симон, а Исус подосна му додели ново име – Петар, што значи карпа, стабилност. Се наметнува прашањето: зошто Исус го направи ова? Затоа што Исус сакаше да го промени животот на Петар, неговиот карактер, неговата перцепција за себе си, неговото функционирање, неговото размислување. Исус сакаше да стави нешто ново во срцето на Петар.
Петар имаше многу нешта во животот што беа против него. Роден беше во семејство чија основна дејност беше рибарење. Растен во такво општество и се што знаеше беше тоа. Се што наследи го направи да биде Симон. Општеството го дефинира како личноста Симон. Културата во која живееше го оформи како Симон. Значи, наследи многу работи кои го оформија во личноста именувана Симон. Но кога го сретна Исус, тој се вчудоневиде од неговите чудеса. Затоа и го прашува кој може да биде најголем во Царството Небесно. А Исус му одговара дека секој оној кој ќе се покае, ќе се преобрати, ќе се промени, тој стариот живот го замени со нов и стане понизен и да им служи на другите, тој ќе биде најголем во Царството Небесно. Токму заради тоа Исус му вели на Симон: од денес ќе се викаш Петар, со значење карпа, цврстина, стабилност, одлучност и издржливост, за да се гледаш во ново руво, како нов човек, без оглед на тоа што си наследил од родителите и општеството. Без оглед на тоа колку години си поминал, си живел во таа средина, во тоа општество, без оглед на тоа како си бил воспитуван. Некој доколку не праша: зошто си таков каков што си? Зарем не сакаш да се промениш и да направиш нешто поразлично и подобро во твојот живот, со твојот карактер? Некој од нас ќе одговори: за мене сега е доцна. Како би се променил сега? Сега со веќе изграден карактер, со оформени принципи, со оформен светоглед. Ова сум јас, вака ме создал Бог. Нема потреба да се менувам. Јас сум ваков како личност. Личноста значи дека само носиш маска за да го сокриеш она од што се плашиш. За луѓето да не видат кој всушност си ти. Ама ќе речете: а што со мојот карактер? Така сум израснат, во такво училиште учев, на тој факултет студирав, со тие луѓе се дружев. Како можам и дали можам да го сменам? Да, навистина. Сите тие околности, фактори, придонали за да ве оформат во некаква личност. Но штом еднаш сте биле оформени, можете да бидете и трансформирани, нели? Зарем мислиме дека не постои начин како да се промениме, да го промениме она што не прави несрекни, а со тоа ги прави луѓето околу нас несрекни? Зарем толку е тешко да се покаеме? Во Евангелие според Лука го пишува и следново: И рече Господ: Симоне, Симоне, ете, сатаната посака да ве сеи како пченица, но јас се молев за тебе, за да не намали твојата вера. А ти некогаш, кога ќе се обратиш, укрепи ги браќата своји. Од сите случаи во кои е присутен Симон, може да се заклучи дека тој е нестабилен во неговото однесување. Променлив, реагира врз основа на првичните впечатоци, емоциите. Брзо ќе поверуваше, но и брзо ќе се посомневаше. Во случката кога беснееше бура, например, апостолите биле на чамецот и се мачеле да веслат спроти ветрот. Исус слегол до брегот и тргнал кон нив одејќи по водата. Кога апостолите виделе дека некој оди по водата, многу се плашиле, но Исус им довикнал: Не плашете се, јас сум. Петар рекол: Господару, ако навистина си ти, заповедај ми да дојдам кај тебе. Исус му рекол: Ајде, дојди. Така, среде силната бура, Петар излегол од чамецот и почнал да оди по водата кон Исус. Но кога се доближил до него, погледнал во големите бранови и се уплашил. Петар почнал веднаш да тоне. Тогаш извикал: Господару, спаси ме! Исус го фатил за раката и му рекол: Зошто се уплаши? Зар немаш вера? Или пак, кога не поверува дека ќе фатат риба при заповедта од Исус да ги спуштат мрежите уште веднаш. Па Петар му рече: Оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек. Или пак, кога Петар му одговори на Исус:
Господи, готов сум да одам со тебе и в затвор и на смрт. Но Исус му рече: ти велам, Петре, нема денес да пропее петел, дури 3 пати не се откажеш, оти ме познаваш. И Петар се одрече, нели? Кога би направиле споредба помеѓу Петар и нас, има ли разлика? Зарем не минуваме и ние низ истиот процес? Која е намерата и целта на Исус? Исто како што му рече на Петар. А ти некогаш, кога ќе се обратиш, укрепи ги браќата своји. Што значи зборот обратиш? Значи да се промениш, да се преобратиш, да се обновиш. Токму заради тоа Исус Симон го преобрати, го преименува во Петар. Така и нас сака да не преобрати, да не врати на вистинскиот пат, да ни ја стави вистинската слика за тоа кои сме ние. Затоа тој на сите им велеше, им вели: следи ме. Тој е вистинскиот пример за следење, вистинскиот образец, вистинската светост, како што вели: бидете свети, како што е мојот татко свет. Во Апостолски дела глава 12 пишува за случката кога Петар беше во затворот. А кога Ирод сакаше да го изведе ноќта спроти ден, Петар спиеше меѓу двајца војници, окован во 2 вериги, а стражарите пред портата пазеа на затворот. И ете, ангел Господов застана и светлина блесна во затворот. Ангелот го потчукна Петра по ребрата и го разбуди, па му рече: стани брзо! И веригите му падна од рацете негови. Тогаш ангелот му рече: опаши се и обој се ги чевлите. Така и направи. И пак му рече: облечи ги алиштата свој и врви по мене. И излезе и тргна по него, а не знаеше дека тоа што го прави ангелот е вистина, туку се мислеше оти привид гледа. Откако ја изминаа првата и втората стража, дојдоа до железната порта, што водеше кон градот, а таа им се отвори сама. Тие излегоа и преминаа преку една улица, и во тој час ангелот го снема. Тогаш Петар, откако дојде на себе си рече: сега разбрав на вистина дека Господ го пратил својот ангел да ме избави од рацете и родови и од се, што очекуваше јудејскиот народ. Каков пресврт! Човекот кој се викаше Симон веќе не постои, туку постои ново создадениот човек со име Петар. Каква промена! Зарем станува збор за истиот човек кој беше како трева која се движеше како што ќе дувнеше ветрот. И покрај фактот што Петар знае дека следниот ден ќе биде погубен, тој цврсто спие. Каква храброст и стабилност! Што се случи? Се промени, се преобрати. Затоа Исус му рече: јас се молев за тебе, за да не намали твојата вера, а ти некогаш, кога ќе се обратиш, укрепи ги браќата своји. И, зарем не се случи така? Петар стана пример за другите, како што пишува: кога ја видоа смелоста на Петра и Јована и сваќајќи дека се тоа луѓе неучени, прости, тие, односно народот, само се восхитуваа, а знаеа пак дека и тие беа со Исуса. Но гледајќи го исцелениот човек како стои со нив, тие немаа што да возвратат. Замислете, тие неучени, прости, стана ученици на Христос. Зарем не можеме и ние да се промениме? Зарем тие не се доволен пример? Во Изреки 13:21 пишува: кој се состанува со мудри, мудар ќе биде, а кој другарува со безумни, глупав ќе биде. Зошто учениците се променија? Затоа што учи од Христос. Ние, од кого учиме? Каква содржина читаме, следиме, слушаме? Со какви луѓе се дружиме?
каде излекуваме, зашто разговараме. Сето ова што го правиме, тоа и постануваме. Но Исус Христос се моли за нас, за да не ни се намали верата, за и ние да се промениме. А штом се промениме, да ги укрепуваме нашите браќа и сестри. Не управувајте се според овој век, туку преобразете се преку обновување на вашиот ум, за да познаете која е добрата и угодна Божја волја. Така ни вели Исус. Каков ќе биде ученикот? Како неговиот учител? А кој ќе одбере да биде како Исус Христос? And everything you said, you will fulfill. If you said it, I believe I'll see it. I believe I'll see it. I believe it. 'Cause you're not a man that you will lie, no. Oh, all of creation moved by the sound of your voice. If you said it, I believe it. And I stand upon your word. Yes, I stand upon your truth. Oh, you're gonna do it. So let our faith begin to rise again. Let our faith begin to rise again. He says, don't you remember how far you've come? Won't I do it? Everything I've said to you. Oh, won't I do it? It's my pleasure to show up and show off just for you. Oh, won't I do it? Питер во прво послание вели вака: знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христос, како невино и чисто јагне, кој беше предназначен пред создавањето на светот, а се јави на крајот на времето заради вас, кој преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, така што вашата вера и вашата надеж да биде во Бога. Откако преку Духот ги очистивте вашите души во послушност кон вистината за нелицемерно братолюбие, љубете се истрајно еден друг од чисто срце, зашто сте новородени, не од распадливо семе, туку од нераспадливо живо и вечно Божјо Слово. Можеме да се промениме. Може да се раскинат врските со луѓето кои придонеле да имаме лоши спомени, лошо воспитување, погрешни вредности, погрешни патишта. На дофат ни стои вистината. Не мора повеќе да бидеме водени од погрешни примери. Сега го имаме нашиот небесен татко кој ни го прати вистинскиот пример за следење. Исус Христос. Во втората глава од истото послание пишува вака: отфрлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама и лицемерство и завист и секакво напаѓање. И како новородени деца, бидете желни за вистинско и разумно млеко, та во него да пораснете за спасение. Бидејќи вкусивте дека е Господ благ, кога пристапувате кон него живиот камен, од луѓето отфрлен, но од Бога избран драгоцен. И вие сами, како живи камења, изградувајте од себе духовен дом, свештенство свето,
за да принесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. Бидејќи вие сте за тоа повикани, оти Христос пострада за нас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. 16-тиот стих во второ послание до Коринтијаните 4 глава гласи: Затоа ние не паѓаме со духот, но ако нашиот надворешен човек тлее, внатрешниот од ден на ден се подновува. Затоа нашите сегашни лесни страдања ни донесуваат во голема изобилност вечна и полна слава. Имајќи го предвид не видливото, туку невидливото, бидејќи видливото е времено, а невидливото вечно. Да, ќе се соочуваме со помали потешкотии, но важно е да не ни биде фокусот на нив. Бидејќи на тоа што се фокусираме, тоа го добиваме во поголема мера. Да веруваме во Божиот збор кој гласи: И така, кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. А се ова е од Бога, кој не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето. Зашто Бог го измири светот со себе во Христа, не засметувајќи им ги нивните престапи и вложувајќи го во нас словото на измирувањето. Божиот збор во послание до Ефесијаните глава 4 зборува: Ова пак го зборувам и за сведок го повикувам Господа, да не постапувате веќе како што постапуваат и другите незнабожци, по суетата на својот ум, помрачени во разумот, отстранети од Божиот живот поради нивното незнаење и ожесточување на нивното срце. Дојдени до безчувство, тие се предадоа на бесрамност и ненаситно вршат секаква нечистота. Но вие не го познавате Христа така, кога на вистина сте чуле за Него и во Него сте се научиле, дека вистината е во Исус. Да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливи желби. Да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост, во вистината. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме членови еден на друг. Гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде во гневот ваш, ниту пак да му давате место на ѓаволот, кој крадел да не краде веќе, а подобро е да се труди, правејќи добро со рацете своји, за да има што да му подаде на оној кој што има потреба. Никаков лош збор да не излегува од устата ваша, туку само добар за издигање како што треба, за да им принесе благодат на оние што слушаат. И не ожалостувајте го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Секој огорчение, јарост, гнев, викање, хулење, нека бидат подалеку од вас, заедно со секоја друга злоба. А еден спрема друг, бидете добри, сочувствителни, проштевајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христос. Промената не е само за нас лично, туку и за околината. Како што пишува: Никој нека не ја презира твојата младост, туку на верните да им служиш како пример во словото, животот, љубовта, духот, верата и чистотата. Ова издание го завршувам со прашањето: дали сакаме да се промениме? Дали ќе го одбереме Исус Христос како пример, како модел по кој треба да се менуваме? Дали го знаеме нашиот потенцијал, нашиот капацитет? Зашто сме создадени? Ќе го направиме ли чекорот и да отстапиме од стариот живот? Во второ послание до Тимотеј пишува: Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за изобличување, поправање и поучување во правдата, за да биде Божиот човек совршен
и годен за секое добро дело. Ве поздравувам! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.